Повиците во такси компаниите веќе се реткост. Диспеџерите велат дека во текот на денот добиваат по 30 на повици. Поради состојбата со коронавирусот, работата им е намалена до 90%. Јас сум Радмила Милошевска, значи вработена во Зоки Комерц како диспечер 6,5 години. Значи прво морам да кажам дека поради влошената ситуација моментално што се случува во нашата република и насекаде во светот, работата ни е намалена за 95%. Повиците порано, значи пред да почне оваа криза, на секоја секунда звоне, а сега се случува и по 45 минути телефонот да не задзвони. Од Асоциацијата на автолегални такси превозници велат дека без ургентна помош од државата, такси компаниите каде се вработени над 8.000 луѓе тешко може да обстанат. И ние сме едни од најпогодените гранки од COVID-19. Само бараме тоа што им е дадено и на другите сектори, вели подпредседателот на Асоциацијата Зоран Томовски. Сега, пошто дојде ситуацијата таква, имавме и барање до владата. Ние не сме стајани 49-22 шифрата на такси превозниците, не сме стајани за да априлската и мајската плата не исплата за вработените, ја не знам што ќе се случи. Замрзнување на ратите за кредитите кои се земени од Комерцијална банка, минимум 6 месеца, да ни овозможи и ние не сме у кошов стајани за кредити кои сака владата да даде без камата, не сме и у тој кош стајани, барамо и тоа и тамо да влеземо, така да ние барамо и доприносите на вработените да не ги плата, затоа што не сме моćни, не функционирамо, не работамо. Да може малку да поработамо, може да би дошле барем, ако не поќе доприносите да платимо, меѓутоа барањето и доприносите. Меѓутоа ќе бидеме задоволни како асоциација на такси компании на Македонија, ќе бидеме задоволни барем личните доходи на вработените да не ги дадат за април и мај. Голем проблем со кој одамна се соочуваат се и дивите автопревозници, за кои надлежните, како што велат од асоциацијата, не преземаат соодветни мерки. На сметка на нелојалната конкуренција, голем број такси компании кои плаќаат данок имаат лиценци, едва ја обстануваат, а некои изгаснуваат. Кои поимаа по 7, 8, 9, 10 возила, ни еден пријавен, фискална, никаква лиценца. У градот Тето има 42 лиценце, ние сме 4 компании кои имамо по 7, 18, 19 лиценца. Тоа е легалното работење у Тето. Другото е све диво. Меѓутоа, ако излезете низ град, дивите, све где са паркирани, функционира, земаа путници. Ја би дал еден апел до граѓаните. Нека не се качува у било кој такси. Ние секој ден пред возилото да испадне на терен, правимо строга дезинфекција. Строго, тоа може да го видат граѓаните, секој ден. Возачите строго маска на рукавице. Без таква опрема, возилата на Зоки Комерц у град не може да излеза. Од Асоциацијата на автолегални такси превозници велат дека барањата за помош до владата се испратени. Ако не добијат позитивен одговор, ќе мора да ги затворат компаниите, се додека трае кризата предизвикана од коронавирусот.